За сите оние кои што можеби не пропуштивте во самата најава, ќе ви кажам уште еднаш добро утро за сите на Телма телевизија. Споменав дека централна утринска тема всушност или ќе креираме заедно со мој прекрасен почитуван пријател и повторно ќе кажам Иво Јанковски е вистина можеби од оние луѓе кои што можеби ќе кажам после луѓе што се помнат по аплаузите кои што ги добиле. Не дека не ги добива и до ден денешен, но меѓутоа мислам дека е тоа еден од оние раритет луѓе кои што ги помниме по можностите кои што им ги создавале и ги создаваат за другите. Така што ќе разговараме со Иво Јанковски кој што повеќе од 4 децении остава длабока трага на македонската култура и музика. Основач на првата независна македонска дискографска куќа на почетоците на 90-тите, трето убаво што всушност и понатаму останува еклатантен пример за промоција на Македонија пред светот и јас би рекол еден од оние ретки луѓе кои што и понатаму останува вечен оптимист да таа би рекол цела продукција и естетика и култура всушност веруваше во домашната уметност дури тогаш кога тоа не беше лесно дека може да се биде на пиедесталот. Низ неговата работа вистина помина некои од најзначајните имиња на македонската музичка сцена. Би ги споменал неговите менаџирање и промоција на имиња како што се Леписо, Латко Стефановски, Анастасија, Кирил Џајковски, Вања Лазарова, некогаш и познатите ексклузивци на МВ продукција, а денес и за Balkan Music Square за 11 октомвриската државна награда. Мислам дека малку време ќе биде Иво, половина час да го собереме се ова твое големо искуство. Знам дека прилично и голем дел од моите луѓе сака да имаат и во подкастите, бидејќи веројатно тоа е новиот медиумски субститут каде што ќе може па и малку и по опсежно да се фати децениското твое работење, ама еве 30 на минути се надам пред патот да те одведе до Охрид каде што се случува 15-тото издание на Balkan Music Square. Вистина ми е огромна чест да те имам во студио. За прв пат вака колку помна можеби во физичко присуство во Телма телевизија последниве години, да ги најавиме и има доста работи кои што би сакал да ги начнеме. Уште еднаш ти благодарам. Добро утро, фала Марко за оваа бомбастична најава, мислам, фала ти многу. За голема чест. Се работи за да почнеме со Balkan Square. Па можеме од таму да идеме, да. Balkan Square е фестивал, меѓународен фестивал кој постои 15 на години. Кога го стартував, идејата ми беше да го развијам на едно светско ниво, бидејќи навистина со годините имав гости од Јужна Америка, од Северна Америка, од цела Европа и се разбира најмногу од Балканот. Идејата беше да стане некаков балкански мост, некаква раскрсница заради својата локација и заради градот Охрид и воглавно гравитира музичари од регионов, но имаше од целиот свет. Императив беше да е влезот бесплатен за да го видат што повеќе луѓе во античкиот театар. И остана така. И така остани до ден денес. Имавме една мала пауза за време на пандемијата и потоа го продолживме со тоа што сега локацијата е во градот. Оваа година ќе биде во Центарот за култура Григор Прличев. Оваа сабота 20 и 21 јуни. Во сабота настапува нашата позната Елена Баклава, така е позната од групата Баклава Елена Христова. Една уметница која долги години се занимава со етномузиката во регионот. Еден неконвенционален пристап има Елена, апсолутно е фаворитка. Јас имам навистина почит кон незината тотална посветеност и некако длабоко нурнување во етномузиката. Не знам, она тргнува од некој длабока Турција, па Грција, Македонија, многу внимателна е во естетиката и мора да признам дека е еден од ретките бастиони конкретно за оваа култура и жанр. Се сложувам и мислам дека е ред и карактерот на фестивалот е таков. Бидејќи се работи за Охрид, има една група која ќе настави после неј за истата вечер, значи 2 програми во сабота. Групата се вика Виз Билјана. За оние што не знаат, оваа група е членовите се потомци на еден ансамбл Билјана кој постоеше пред 30 на години и кој беше некаков, би рекол, пандан на Буена Виста Social Club кубанција. Они беа нешто што не се повтори, за жал не се повтори тој квалитет. Охридски бенд кој свиреше во тогашната Југославија, значи беа познати. Се разбира, ја негува народната песна и изворната песна, но по својот сензибилитет, по својот звук е нешто што не успеа да се повтори. Сега случајно овие момци
се нивни внуци, свират на нивните инструменти, ја нема нивната слава, ама мене ми се свиеше таа идеја да ги поканам, бидејќи... А има некакво културно наследство тука? Па има некаков линк до тоа и некако еве да им направиме со тоа и една чест на таа стварно фантастична група Билјана. Мислам дека и добар дел од песните кои ги знаеме се нивни, ама никој не ги знае, бидејќи ние као што за ништо немаме посебно некаков респект, така никон се што е поминато као тоа е пасе. Океј, тоа е првата вечер. Втората вечер настапува најпознатиот гитарист од Охрид и еден од најпознатите музичари, Владимир Четкар. Тоа е втората вечер со почеток од 20 часот. И со тоа практично му даваме некаков, го одбележуваме денот на Охридското езеро. Идејата беше да го префрлам фестивалот во јуни, бидејќи 21 јуни е официјалниот ден на Охридското езеро. Охридското езеро со години го зборуваме, тоа треба да се сочува, бидејќи навистина тамо и подводниот свет изумира и се што има, што вадат нуркачите, ако погледнете при оние акции за чистење, тоа е скандалозно, мислам, од автомобилски, тракторски гуми, телевизори, фрижидери. Мислам, непријатно ми е све да ви спомнам што се луѓето фрлат. И ете така сакавме да ја подигнеме малку таа еколошка свест кај луѓето и токму затоа и мотото на овогодишното издание Охридското езеро не е контейнер. Чувај го чисто. Да го чувај го чисто. Затоа што мислам дека ред е малку да се пред да фрлиме нешто, да размислиме кај го фрламе, затоа што сепак тоа по мене и по општото мислење на стручната фела е дека Охридското езеро е всушност најскапоцениот природен резерват што го имаме во држава. Ние немаме нити некакви руди, нити со нешто можеме да се пофалиме дека имаме природни богатства. Ама тоа езеро кое не знам 4 милиони години, па што не се испофаливме и не знам и УНЕСКО и една друга, а ние го третираме као да е ѓубре. Као да е канта. Така да во тој смисол мислам дека тоа е значајно да се обрати паžња. Јас на минатото годишното издание имав една голема изложба. Помнам дека најавувавме, да. Огромна изложба од едно 50-тина големи фотографии, голем формат, кои беа стајани на штафела и на отворено во локалитетот Долна Порта, и таа изложба беше отворена цел ден. Беше сликано езерото над вода, нели, убавата слика и малку погрдата слика под вода. И навистина, според она што коментарите, особено некои странци кои праќаат, не може да веруваат, пошто баш прашува, а од кај се овие слики? Па викам од езерово се. Така не им се не веруваше. Не им се веруваше, мислам, овие луѓе кои се занимаваат со тоа, со нуркање, кои го чистат, имаат наистина тешка работа. Знаеш ли каква најава ми правиш, коинциденција или не, верувај ми, денес имаме Валентина Тодоровска веднаш по твоето гостување, која меѓу другото е, само да најдам, единствениот подводен археолог во Македонија и кустос во археолошкиот музеј, веднаш по твоето гостување денеска иде, инаку е стекнал првата обука за Македонија, всушност како подводен археолог во Црно море, и уште како абсолвент во 2000-та, токму за тоа, но и за вредноста на подводниот локалитет Врбник, кој што се наоѓа во Охридското езеро, и ја истражува со години, всушност говори за ова што го споменуваш ти. Ете, супер. Да не го загубиме подводното културно наследство. Тоа е темата. Тоа е посебна приказна. Јас неодамно имав еден состанок, не знам, имам ја голем респект према Паско Кузман и разговарав со него на оваа тема. И он ми зборуваше за тоа. Он исто бил нуркач кога бил помлад. Така. И ми кажуваше, мислам, меѓу другото, така е откриена на наколната населба во кај градиште, како се така е. Залив Токоските. Значи има многу работи кои се кријат во тоа езеро. И цела историја и така натаму, значи и практично нашиот настанак, постоење. Охрид е една од најстарите населби во континуитет на планетава. Тоа се тврдења не само на Паско и на луѓето од Охрид, него тоа се тврдења на луѓе кои се професионалци во тоа. Значи, ако вие имате по 7-8 илјади години докази, тоа се пратени во светски лиценцирани лаборатории. Археолошки. Да, археолошки, кои зборуваат за еден континуитет на урбано живење, зборувам на
организирана модерен заедница. Homo sapiens, така е. Тоа значи дека треба мислам сите знаеме, постојано се зборува за тоа, сега да не се повторуваме 100 пати, меѓутоа фестивалот има еден обид малку да не поттикне да размислуваме во однос на таа екологија на езерото. Меѓутоа и во време кога културата често станува привилегија, дали можеби бесплатниот влез и понатамо е некоја порака што сакаш да ја упатиш како организатор, дека уметноста треба да биде достапна за сите без оглед на социјалниот статус, една работа, и дали можеби враќањето на Balkan Music Square како културна потреба, што ви кажа фактот и тебе на организацијата дека уметници од Бразил, Италија, Германија се уште ви се јавуваат и сакаат повторно да настапат токму во Охрид? Знаеш што, идејата на овој фестивал беше од првиот момент беше да не е комерцијален. Јас цела година работам комерцијално, затоа што тоа ми е професија. Но во еден момент мислам дека е ред да се одолжиш на таа твоја публика, колку год да е голема, значи трето уво, во овие изминати 35-40 години има еден квантум на публика која постојано го следи, го респектира, и продуктите и настаните кои ги продуцира трето уво биле секогаш фул посетени. Во тој смисол мислам дека е ред да им се врати некако на тие луѓе, да се почастат со еден фестивал од таков карактер и такви димензии. А уметниците кои доаѓаат, пак, например, се сеќам на бразилците, тоа е еден познат бразилски музичар, Какао Бразил се вика. Се сеќам кога го виде античкиот театар, тој на тонска проба. Истиот момент ме замоли дали можам да му обезбедам неколку камери, сакаше да направи спот. И тој спот се наоѓа на YouTube. Значи, направи спот на неговиот најголем хит и го снимаше, остана уште 2 дена во Охрид, го снимаше Охрид, но го снимаше и езерото, и амфитеатарот, и самиот концерт. Тоа се случува со сите гости кои доаѓаат, бидејќи, знаете, ние го поценуваме Охрид затоа што тука, не знам, ние Грција, Албанија, се разбира, кога ти е нешто дома, не е толку атрактивно. Но, ако го погледнете Охрид има навистина една тежина као ни еден друг град во близина. И од тој аспект убаво е што во лето се случуваат многу настани, лошо што се случуваат многу како да кажам, многу кичерај. Знам што ќе кажеш. Само тоа ми пречи, узурпирање на јавниот простор и календарот генерално. Мислам, има доста гарбич у тоа што се нуди у таа програма. Тоа ми е жал. Инаку, Охрид со Охридско лето, со ние убави настани и концерти што ги прават на поп музика, на рок музика, тоа е окей. Ама има една фела, не сакам сега никој да увредам, но има нешто што е стварно грозно. И тоа треба некако да се истисне полека. Ако заради ништо друго, заради естетиката. Сепак Охрид мора да има едно ниво. Мислам, Охрид не е како да кажам, не е тоа бит пазар, не е тоа... Убаво го кажа, естетски мора да има некој ниво. Да се издигне, да направи некако преседан. Начинот на кој се пласира тој ноќен живот и тоа, мислам дека тоа малку... Океј, нема везе, тоа не можам јас да го поправам ни ти. Јасно, меѓутоа... Но секој со своето делување, мислам дека можеме малку да помогнеме. Во тој смисло, мислам дека овој фестивал Balkan Music Sphere е наистина интересен и значен и добро што го има и верувам дека ќе постои во едина. Еве ќе нотираме уште еднаш 20 и 21 јуни, тоа ви е нели овој викенд, овој датум. Фестивалот продолжува иако нели беше отворен во просториите на Аудио Култура и тоа со настап на джез триото Трицикл, баш оставени од студенти дипломци кои што беа на джез академијата Гоце Делчев во Штиб. Едноставно појдете си, уживајте во, ќе кажам, бесплатен концерт. Инаку, еве, само уште малку околу на Balkan Square. Интересно дека во програмата правиш таква една убава симбиоза, еве имаше прилика да ги споиш имињата на Даниел Јоевски, Дамјан Пејчиновски, Никол Шемилевски, Љубојна, Алба Далјани, баш различни генерации би рекол на музички сензибилитети, и дали денес повеќе од кога било ни е потребна култура што поврзува наместо да разделува? Па, ако погледнеш, еве вчера се прошетав низ парк и гледам една огромна бина се прави. Со филхармонија, концертот, така е. Мислам дека се филхармониите на Скопје, Софија и Солун. Да. Ние
како да ти кажам, мислам дека културата за среќа е жилава и во сите овие времиња кои се и добри и лоши, нели, ние сме навикнати на таа крива постојано да иде вака, да биде релативно добро па ужасно лошо и така натаму. Мислам дека културата успева. За среќа имаме ние и добри музичари, добри глумци, еве тоа го докаже овој последниот мюзикал Какао, на вистина еден бум фантастичен. Не знам, имаше прилика да го погледнеш? Да, бев на премиерата. Баш Маја Бабич беше тука го спомената. Па, не знам, кога ќе погледаш што прават све глумци, па во областа на кинематографијата не имаме доста жилава уметност, која обстојува, не знам како викаат, со снаоѓање. Се разбира, Министерството за култура веројатно во рамките на своите можности помага, но успесите кои ги постигнуваат, да ги спомнеме джезериве. Джезериве сега се веројатно најуспешните у моментот. Најатрактивна година, може би. Апсолутно, мислам, они стварно работат многу сериозно. Да не го забораваме и Владко кој постојано е на различни светски сцени, па Симон Трпчевски и така натаму, мислам да не пропуштиме некого. Но само сакам со ова да кажам дека јас целиот мој работен професионален стаж го посветив на промоција на најдоброто од Македонија. И убеден сум дека тоа постои. Затоа што успесите кои ги постигнавме со Лебисол, со Владко Стефановски трио, со Владко и Тадич, со Анастасија, со Вања Лазарова, Кирил Џајковски, така натаму работев со многу. Со операта, односно со балетот при Македонската опера и балет, со некои ликовни уметници, со документарни филмови, зборам на светско ниво, на најголемите светски фестивали, на најзначајните светски сцени, доволно говори дека тоа што Македонија, колку год да е мала или најмала, можеби во една од најмалите во светот, тоа воопшто не ги спречува уметниците да творат и да прават, се разбира, оние кои се гениални или кои се навистина надарени. Такви има секаде. Значи, се разбира, во поголемите земји, во побројните има пропорционално повеќе, но Македонија мислам дека не заостанува ни малку во ниеден сегмент. Се сложувам апсолутно. Но тука е потреба малку посериозна анализа и стратегија за промоција на најдоброто од Македонија, кој мислам дека се уште не е, мислам со исклучок на неколку луѓе кои се занимаваат на начинот кој јас тоа го работам цел живот, промоција на најдоброто од Македонија надвор, мислам дека тука недостасува малку поголема енергија во тој смисол. Затоа што јас повторам, јас сум уведен дека имаме и што да покажеме и со што да се пофалиме и за што да добиеме признанија. И јас секаде каде што сум одел со тие програми кои сум ги носел, тоа секаде поминувало фантастично, со овации, со одлични критики, со медиумска покриеност, со огромна посетеност и така натаму. Да, затоа кажав и на почетокот дека постојат луѓе што вистина се паметат по аплаузите кои што ги добиваат, не си исклучок воопшто, меѓутоа си веројатно еден од оние, јас би рекол, визионери, некогаш и идени творици, се уште така би рекол тоа како епитет, по можностите кои што ги даваш на другите. Меѓутоа кога сме кај публикувањето, не би сакал да изоставам, бидејќи тоа е вистина значен момент, дека доби највисоката државна награда минатата 2025 11 октомври за животно дело во областа на културата и уметноста, по кариера во која што ја основаше првата независна дискографска куќа во 90-тите третово, работеше, како што кажавме, со најголемите музички имиња и се уште ја промовираш Македонија и светската културна мапа. Препоставам дека е признание кое што го носи името на датумот на македонското востане и борба за слобода, импонира, што секако некако нели го имаш во својата лична биографија. Дали може би ова награда ја доживаш само како признание за работата или потврда дека и културата е еден вид тивка борба за идентитет, обстојување, достоинство, конзистентност, така натаму? Да, тоа е интересно прашање. Јас искрено не очекував да добијам таква награда, бидејќи тие награди во оглавном се доделуваат на самите уметници. И навистина бев благодарен кога слушнав дека сум јас добитник, бидејќи за прв пат мислам дека ја доби човек кој е позади сцена.
кој пак исто е прилично важен во тој еден голем пакет, ако едно гостување надвор го гледаме како еден, нели, како една група на луѓе кои го прават заедно тоа, мислам дека делот на менеджерот е подеднакво важен, да го реализираш тоа, да го промовираш, да успееш да ги однесеш тие луѓе тамо. Па би рекол и тука едно централно културно јадро во сивиот. Да, во тој смисол навистина бев изненаден што ете така постојат луѓе кои се подзамислиле дека можда и на овој тип на профили треба да им се одаде признание. И тоа навистина за мене многу значеше, особено друштвото со кое бев тамо, тоа се беа све академици, мислам, луѓе кои се навистина во своите професии врвни и имав еден навистина интересно доживување, особено во моментите кога ќе се најдеш во таа просторија со тие луѓе некако као да ми светна уствари што сум работел сите, бидејќи знаете, додека работите, вие не гледате назад, тоите напред, ја правите работата најдобро што можете и продолжувате понатаму. Ја немам многу време да размислам што сум правил, како сум правил, бидејќи тоа е минато и одам понатаму. И тоа ми е стил и на живење и на работа. Но, навистина, тој момент така малку ме разнежни, да речеме, и добив многу честитки од цел свет, од пријатели и така натаму, и бев така, таа недела бев особено среќен и задоволен. И заслужено во време кога често се чини дека брзата, да речам, популарност, мас продукција, нели, така натаму се вредна многу повеќе од трајниот придонес, ти тоа многу добро го знаеш. Што им порачува фактот дека државата сепак доделува највисоко признание човек кој што 4 децении трпеливо градел, јас би рекол, нели, културни мостови. Ова е, мислам дека еден вид порака, можеби дека времето сепак знае да ги препозна на крајот од денот и вистинските вредности. Па веројатно е така, знаеш како, мислам дека тоа што го работам јас и тие како мене и тие уметници кои постојано гостуваат, тоа е всушност, тоа се вистинските амбасадори на една земја. Кога ќе погледнете, кога ќе стигнете вие во Лондон и ќе направите концерт во Одеон театарот, и кога наредниот ден во Independent, во најтиражниот британски вестник, пишува со огромни букви дека, не знам, таа програма била фантастична, суперлативи и така натаму. Збориме за главно катадневно четиво кај народот. Или тоа ќе се случи во Италија, или тоа ќе се случи во Франција, во Париз, во Њу Јорк. Не можете да сте равнодушни, да кажете, знаете, мислам, ние овдека сите си честитаме, си даваме награди за све постојано некои фестивалчиња и така натаму. И тоа е све окей. Ама, кога ќе пробате да се мерите со светот, тоаш на вистина и кога некакви признани ќе пристигнат од тамо, тоаш на вистина ви станува некако мило дека тоа што го работите, дека има некоја смисла, дека на некој начин всушност ги зацврстувате темелите на таа македонска култура, на тој континуитет на развој, дека ако сите фрлиме по едно камче во тој зид или по една цигла во тој зид, тој ќе биде и поцврст, и повисок, и поубав. Ако самите го подценуваме или го игнорираме, ќе биде таков каков што го заслужуваме. Значи, во тој смисол мислам дека сето сепак зависи од нас. Значи, јас сум главно целиот живот фриленсер. Тоа го работам сам, со своји визии, со своји избор на уметници. Имав среќа да работам со најдобрите, навистина сум им благодарен, бидејќи не може да продаете нешто ако не е квалитетно. Имам стварно таа среќа да работам со она топ of the top и тоа веројатно ме доведе на сите тие светски сцени, на најзначајните фестивали. Јас бев 20 години, јас го водев македонскиот штанд под името Wonderful Music of Macedonia на најголемиот саем на музика во Кан. Филмовите за Македонија, не знам, имаме едно 4-5 документарци, отидоа на најголемите светски фестивали за документарни филмови, некои и се наградувани. Оваа книга која е пред нас... Да, ќе споменам, ќе ми простиш на дигресија, Magical Macedonian Sites, јас би рекол не е само туристичка книга, бидејќи и интерно јас и ти сме говориле за во низа неколку вакви слични изданија. Чинам дека ова ќе кажеме дека е и последното од тоа. Еден вид, јас би рекол, твој културен тестамент.
Интересно што во самиот вовед, барем кусо што има прилика и да прочитам негде, вели дека книгата ја остава како едно трајно наследство Иво за својата внука Искра и за некако генерациите, за да може би откријат магија во својата татковина, поточно во Македонија. И книгата, јас би рекол, едно, ако добро можам да се изразам, луксузно двојазично издание од повеќе од 250 страници. Да, 270. Да. Во воведот, баш кажуваш дека нели ја оставаш како наследство, додека ги избиравте можеби знаменитостите што ќе влезат во Macedonian Magical Macedonian Sites, па и во другите. Дали имаше место пред кое застанавте и помисливте како е можно ние самите да не сме свесни колку големо богатство всушност ние имаме? Веројатно ова и со Balkan Music Square ќе ги поврзам работите. Како не, Марко, јас во оваа книга имав неколку стручни соработници, значи тоа се историчари на уметност, етнолози и така натаму. Имав многу дилеми, бидејќи има толку голем избор, имав дилеми, тоа можеше да се селектира, затоа што кога правите книга како физичко издание, мора во еден момент да ставите лимит до каде може да одите, не може да ја направите. Ако е енциклопедија, никој нема да ја понесе. Значи, она мора да има некаква тежина и димензии кои се прифатливи да се стават во некаква торба или така натаму. И имав големи дилеми што да се отфрли, не што да се додае, што да се отфрли. И бидејќи јас во секое ново издание само ја апдейтирам и додам уште некој поглавје, така да ова е конечното издание 6 или 7 различно, под различни имиња се, но горе-долу имаат ист контент. Ова е најновата од пред неколку месеци. Луксузна монографија. И инаку сите овие книги ги промовирам на најголемиот сајн на книги Букмесе во Франкфурт. Така да и тоа е дел од таа промоција на Македонија. Ова е навистина има еден жал. Патуваше, беше во Франкфурт? Да, бев со првото издание, бев на фестивал, на тој голем сајм на книга. Тоа е нешто огромно. Огромно е, да. Мислам, тоа ние не можеме да замислиме колку е големо. Стварно е. Океј, што се деси? Значи, кога ја однесов книгата тамо има издавачи од цел свет. Воглавном, ќе испомнам 4 најзначајни европски дестинации. Тоа е Италија, Шпанија, Франција и, не знам, третата која е, но мислам овие 3 се особено Шпанија е број 1. Тамо годишно излегуваат од 500 до 1000 изданија од овој тип за државата. Тоа се книги кои ги промовираат тие држави. Покрај другото, затоа и светот ги знае. Оваа книга е една и единствена на пазаров. Нема ништо слично. Јас не знам како никој не се сетил да направи нешто слично, поубаво и побогато и така натаму. Јас издавам веќе 20 години, точно, под различни имиња. Се 6-7 едиции, така? Да. Како поглавје. И постојано констатирам дека има некакви брошури, меѓутоа сериозна луксузна монографија за Македонија, ова е единствен примерок, кој онака може да не само што има контент кој е висококвалитетен и висококвалитетна изработка, него има и естетика и дизајн и така натаму која е на ниво на француски, енглески, германски книги и така натаму. Така да тоа е сега се обидувам во овој период целиот тој контент го пребацуваме, имаме една екипа кој го пребацуваме на интернет. Значи имаме Wonderful.Macedonia профили на TikTok, Instagram и Facebook и целиот контент кој е со години собиран ќе биде секојдневно се постираат тамо нови содржини и според интересот и коментарите што ги имаме. Интеракција веќе постои. Да, веќе втор месец тоа ќе трае година-две, пошто е таков карактерот на овој проект. Значи се што е као контент од книги, од филмови, ќе оставиме да остане вечно на интернет. Под кој назив? Wonderful.Macedonia. Wonderful.Macedonia. Инаку, еве за оние кои што можеби не сте запознаени, во книгата се испреплетуваат археологија, духовност, природа, винари, современи туристички дестинации. И сега ако без би рекол, ако некој странец има само 3 дена во Македонија, кои 3 места би ги нотирал за да му објасните кои сме ние како народ и зошто сме ние тука? Ако се малце тешко, ама... Не е тешко. Скопје, Крушево и Охрид. Дефинитивно е тоа. Скопје, Крушево. Мислам, сега вака, сепак Скопје е главниот град, скоро се е овде.
за Охрид не сакам да зборувам. Ми се допаѓа проста дигресија, Крушево, не знам, веројатно сигурно си доста информиран дека беше избран во 100 најдобри светски зелени дестинации. Да. Тоа е куриозитет, така што супер дека и Крушево го. Па јас доста патувам и кога се прават книги, кога се прават филмови, наоѓам време да одам со екипите, затоа што ме интересира. Значи, и кога се оди по цркви, кога се оди по манастири, по екстремни спортови, значи се тоа ме интересира и сметам дека Крушево е во секој поглед едно и единствено заради својата местоположба и заради својата историја и така натаму. Прекрасно. Некаде кон крајот би те прашал, може би нешто што сакав и на почетокот да го поставам, бидејќи вистина низ твојата работа помина некој од најзначајните имиња, си давал бројни интервјуи, не би сакал сега нели да правам некаква репетиција, ама убаво е да се потсети човек, некој кој што нешто може би нели подзаборавил или пак пропуштил некој твое дадено интервју, вистина да се биде менаџер и промотор на Леписол, на Владко Стефановски, на Настасија, Кирил Џајковски, Вања Лазарова, кажав и нешто по ја и ти што се помниме, може би се нели најтазе работите како реминисценција за потрагата по М2 Звезда. Дали во време кога државните системи доминира, беше ризично вистина да се направи независна продукција, да се биде како што велиш ти индепендент, независен фриленсер, што денеска например е прилично многу чест поим и да речам како професија кај младата популација. Па, знаеш како, во тој период таа професија не постоеше. Јас мислам дека сум веројатно еден од првите кои тргна професионално со тоа. Значи, немав ја, не знам, фурна и малку сум менаџер или каруош и малку сум менаџер, него само тоа го работев. Имав една единствена професија, тоа беше професионален менаџер на рок бенд. И почнав да работам со рок-н-рол. Тоа е прилично една неизвестна работа кога имаш дома и жена и мало дете и така натаму, во држава од, не знам, 1,5 милиони. Тогаш за среќа беше 22 милиона, па пазарот беше поголем, за многу кратко време се шринкувавме у 1,5 милиони. И за моја среќа тогаш одлучив да целата приказна е представам пред светот, да не се задоволуваме од Скопје до Љубљана и тука е крајот, бидејќи тоа беше тој некој тие димензии беа на Југославија. И бев убеден дека тоа што го работам може да се тоа што го презентирам дека може да се продаде и за среќа успеав и потоа животот малку се смени. Кога се вие постојано на пат на најдобрите светски локации со најболите светски фестивали, со најдоброто од Македонија, тогаш веќе и чувството е различно. Ризикот секогаш постои во секоја професија. Ако нема ризик, нема успех. Мислам, ако нема ризик, има просечност. И тоа е тоа. Мислам, напросто таков е животот. Ако вие не ризикувате, вие живеете еден просечен, мирен живот без никакви возбудувања и така натаму. Така да, во тој смисол, мислам дека тоа ми го направи животот вреден за живење, со многу возбуди, со многу трауми, со многу неурози, но со многу радосни моменти, со многу среќа и со многу задоволство. Од денешен аспект, кога гледам тоа, таа професија за жал не постои во таква форма. Новите времења ги менуваат малку професиите и за жал тоа е така. Иво, бидејќи денес и сите говорат за креативни индустрии, пак ќе кажам, ти живееш уште пред да постои терминот, дали Македонија денеска доволно некако цени луѓе кои што создаваат нематеријални вредности? Го имаш тоа чувство или не сум сигурен дека тоа не само Македонија, дека негде во светот нематеријалните вредности се посебно се вреднуваат. Ова е време на популизам? Ова е материјален свет. Значи се е врзано со материјални добра, со пари, со трчање по повеќе и повеќе и повеќе, веќе на sky is the limit, не се знае што е доволно, дури мислам дека тоа е неповратно, тоа е процес кај што нема враќање, така да еден мал би рекол свет на интелектуалци за среќа постојат и се уште се грижат за тоа нематеријално културно наследство, за тие трајни вредности, за тоа што значи некаков
индивидуализам, бидејќи индивидуализмот е многу битен. Како Некако не? сите се укалупија у тоа, не знам, сите се IT инженери, сите се некакви предприемачи и така натаму. Океј, тоа е супер, мислам, неа ништо против тоа и да си богат и да правиш многу пари, ама сега зборуваме за нешто сосема друго. Нешто што е на некакви долги патеки многу поважно. И сосема за крај, има ли некој проект, освен овие кои што еве ги споминавте, во кој вложивте многу срце и верувавте дека ќе стане голем, а јавноста можеби некој пат во минатото и денеска не го препозна? Па, знаете што она што го работам јавно, скоро се Достапно и се транспарентно. достапно и го знаат. И на интернет ме има и во јавност, и во медиумите, така да, но имам дел од проектите кои се навистина мои лични, кои не се експлоатирани. Работев неколку големи меѓународни проекти од кои сум многу задоволен. Остварив многу интересни контакти со многу интересни, успешни луѓе и тоа ме доведе во еден сосема друг свет, кој е различен од светот на шоу-бизнисот, кој е исто многу интересен, кој е исто многу богат и шарен. Така да, јас навистина немам од што да се пожалам. Еве вака, за крај, еден оптимизам. Бидејќи наградите обично, како што кажав, се доживуваат можеби како круна на кариерата. Знам и од обкружувањето кое што го имаш околу тебе дека можеби тоа нема да биде само едно запирање. Мислам дека е и стимул за она што Иво Јанковски ќе продолжи да го прави и вистина благодарам за обврската да продолжиш уште погласно да говориш за вредностите во кои што веруваш, да бидеш инспирација моја и за многумина, да не потсетиш на тоа што го поседуваме, отколку лесно да избегаме и да направиме некаков си свој личен екзодус, па и некаква миграција да избегаме од својата лична татковина. Вистина ќе ти заблагодарам и верам дека ќе се согласат многумина кои што се во твоја обкружување. Марко, ти благодарам стварно многу изборо и кажа, јас исто ти благодарам што секој утро си оптимист и ведар и така натаму и навистина оваа ваша утринска програма не само што е информативна, него дава некој оптимизам. Денот мора да почне, како викаат, нов ден, нова среќа. И од тој аспект, кога ќе ме фатам, навистина ми е многу мило. Ти пожелувам успех во оваа работа и тебе и на Телма и на сите гледачи им пожелувам топло, убаво и мирно лето. Ти благодарам. Вистина ми значи, долги години се познаваме, искрено ќе си останеме вечна инспирација и нема да биде последно сигурно интервју. Ќе се видиме за скоро. Убаво нека ти помине мирно и летото.